Повикувам да се прифати иницијативата на претседателот Иванов за средба на партиските водачи, со цел изнаоѓање институционално решение по мирен пат, без дополнителни штети за државата и нејзините граѓани. Само преку диалог може да се излезе од сегашната криза. Се друго води кон хаос и штета на државата, изјави лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски на пресконференција. Тој го осуди насилството и повика институциите да направат брза и ефикасна истрага да се откријат виновниците на вчерашните случувања во собранието. Сакам да го осудам насилството кое поединци го направија, напаѓајќи и лично повредувајќи поголем број пратеници. Никогаш не сум оправдувал насилство, независно кој и зошто го предизвикал. Повикувам институциите да направат брза и ефикасна истрага и да ги откријат виновниците и да обезбедат докази, а веднаш потоа да ги изведат пред суд оние кои им нанесоа повреди на пратениците, на граѓаните и на полицајците. Тој ги повика сите граѓани да не подлегнуваат на провокациите на СДСМ. Правото да се протестира, потенцираше Груевски, е загарантирано со устав, но според него, некој вчера сакаше да предизвика хаос и за тоа да го обвини ВМРО-ДПМН, а штетата врз Македонија да ја претвори во своја партиска и политичка добивка. Го осуди начинот на кој СДСМ и другите партии кои ги поддржуваат одлучија да направат обид незаконски да изберат претседател на парламентот, кршејќи ги сите демократски права и законски процедури, со што, како што посочи Груевски, свесно придонесоа за зголемување на тензиите и поларизација во нашето општество. Начинот на кој се обидува да изберат претседател на собранието е целосно незаконски, противуставен и надвор од правилата на Деловникот за работа на парламентот на Република Македонија. Раководството на СДСМ, како и другите партии од нивната коалиција, добро го знаат тоа. И тие свесно одлучија да го прекрашат законот, уставот и Деловникот, со што најдиректно ги предизвикаа настаните и сносат одговорност за тоа. Повикувам да се прифати иницијативата на претседателот Иванов за средба на партиските водачи со цел изнаоѓање институционално решение по мирен пат, без дополнителни штети за државата и за нејзините граѓани. Само преку диалог може да се излезе од сегашната криза. Се друго води кон хаос и штета на државата. Најави дека во наредните денови ВМРО-ДПМН ќе ги објави своите следни чекори, но додаде дека ВМРО секогаш била и ќе остане на страна на народот, на страна на уставот и на страна на националните интереси на државата, затоа што постои токму заради народот и заради Македонија. Ги повика граѓаните, независно дали се македонци или албанци или турци, роми, срби, бошњаци, власи и останати, да останат присебни, да не наседнуваат на можни провокации на поединци или групи и исто така на политичарите да не превземаат действија кои би предизвикале меѓуетнички тензии.